Во студио со вас, Владимир Јановски. Добродојдовте во новото издание на Научни вести. Денес ќе се занимаваме со една од основните теми во физиката – атомските и молекулските врски. Иако на прв поглед материјата изгледа едноставно, низината структура е резултат на сложени интеракции помеѓу атомите. Атомите се составени од јадро и електрони, при што електроните во надворешната обвивка, така наречените валентни електрони, играат клучна улога во создавањето на врските. Токму овие електрони одредуваат дали атомот ќе се поврзе со друг атом и на кој начин ќе се формира таа врска. Ова најчесто се постигнува кога надворешната електронска обвивка е пополнета, познато како октет правило. Но не сите атоми ја достигнуваат оваа стабилност на ист начин. Некои атоми ги оддаваат електроните, некои ги примат, а други ги делат. Токму овие различни начини на поврзување се причината зошто материјалите околу нас имаат различни својства. Како на пример, зошто некои супстанции се цврсти и кршливи, други се течни или третите се гасовити. Во зависност од тоа се формираат различни типови на врски. Денес ќе се фокусираме на две од најважните – јонската и ковалентната врска. Но наместо само теорија, ќе се обидеме да разбереме и како овие врски влијаат во реалниот свет околу нас. Па за таа цел ќе зборуваме со два експерти. Добар ден до сите. Тука сум со доктор магистер Лина Волчевски. Здраво, Лина, како сте? Здраво, Владимир, ми благодарам што ме поканивте. Денес ние имаме емисија на тема атомските врски и сакаме да ви поставиме неколку прашања во врска со јонската врска. Пред се, што представува јонската врска на микроскопско ниво? Па јонската врска на микроскопско ниво ни представува тип на хемиска врска која што настанува кога еден атом предава електрон на друг атом. И овој процес се случува обично помеѓу метал и неметал, бидејќи металите имаат тенденција да ги губат своите валентни електрони, додека неметалите имаат тенденција да ги примаат. Зошто атомите го прават тоа? Па главната причина е стабилноста, заради тоа што со предавање и примање на електрони атомите пополнуваат својата надворешна обвивка и достигнуваат помала енергетска состојба. А што се случува со атомите по размената? Па атомот што губи електронот станува позитивен јон, односно катион, а тој што го прима станува негативен јон, односно анион, и овие спротивно наелектризирани јони се привлекуваат преку електростатичка сила и формираат некоја стабилна структура. Например, натриумот предава електрон на хлорот, при што се формира натриум и хлор јони. Дали оваа врска состава поединечни молекули или нешто друго? Па кај јонските соединенија не се формираат некои класични молекули, односно туку се формираат тридимензионални кристални решетки кои што во секоја има јон кој што е опкружен со повеќе јони и од спротивен полош. А како влијае ова на нивните својства? Па поради силните електростатички сили, јонските соединенија се цврсти и имаат висока температура на топење. И тие се кршливи, бидејќи при поместување на јонските слоеви, јони се исполнеш се доближуваат и се оттурнуваат, и што доведува до распаѓање на структурата. Што со електричната спроводливост? Па во цврста состојба јоните се неподвижни и затоа не спроведуваат струја, но ако се растворени во вода или ако се стопени, тие стануваат подвижни и можат да спроведуваат електрична струја. Па ти благодарам многу, Лина, тоа е толку од нашите прашања. Благодарам. Дами и господа, сега ќе продолжиме со наредните тип на врски, а тоа е ковалентната врска. Повторно сме тука, но овај пат со доктор магистер Ема Фуна. Ние сакаме да поставиме неколку прашања во врска со ковалентната врска, со цел комплетно да ја завршиме ова наша емисија за атомски молекулски врски.
Пред се, како се разликува ковалентната врска од јонската? За разлика од јонската врска, кај ковалентната врска нема пренос на електрони, туку тука го гледаме нивното делење. Два атома создаваат заеднички електронски пар, кој им овозможува на двата да постигнат стабилна електронска конфигурација. Но меѓу кои атоми најчесто се формира оваа врска? Најчесто меѓу неметали, бидејќи ти имаат слична електронегативност и не можат лесно да предадат или да примат дел од електроните. Но дали сите ковалентни врски се исти? Не, тие се делат на неполарни и поларни ковалентни врски. Кај неполарни електрони се делат равномерно, а кај поларните еден атом ги привлекува електроните. Например, маслото и водата не се мешат. Водата е поларна супстанција, додека маслото е неполарно. Па поради тоа не можат да се измешат. Електроните. Но како поларноста влијае на својствата? Поларноста влијае на растворливоста и меѓумолекулските сили. Например, водата е поларна субстанција и затоа може да се раствора многу други субстанции. Но какви се општите својства на ковалентните врски? Тие имаат обично пониска температура на топење и не спроведуваат електрична енергија. Дали можеме да кажеме дека тие се послаби од јонските врски? Не, и двете врски се стабилни, но имаат различна природа и различни својства. И тоа се сите наши прашања во врска со ковалентната врска. Повторно сакам да се заблагодарам на Ема Фуна за тоа што одвои време од нејзиниот ден и дојде да присуствува на оваа емисија во врска со атомските и молекулските врски. Се враќаме повторно во студио. Во заклучок, можеме да кажеме дека атомските и молекулските врски се основата на целата материја околу нас. Иако тие се случуваат на микроскопското ниво, нивното влијание го гледаме секојдневно во својствата на супстанциите кои ги користиме. Јонската врска, која се базира на преносот на електроните, создаваат цврсти и стабилни структури со висока температура на топење. Од друга страна, ковалентната врска, која се базира на делење на електрони, овозможува формирање на молекули со различни својства, од гасови до течности. Токму овие разлики во начинот на поврзување се причината зошто материјалите околу нас се однесуваат толку различно. Важно е да се разбере дека типот на врската директно ја определува структурата, а структурата ќе определува физичките својства на супстанцијата. На овој начин, со проучување на атомските врски, ние не учиме само теорија, туку добиваме објаснување за појавите што ги гледаме во реалниот свет. Од тоа зошто солта е цврста и кршлива, до тоа зошто водата е течна и може да раствора многу супстанции. Затоа, разбирањето на атомските и молекулските врски представува клучен чекор во разбирањето на природата и материјата. Ви благодарам што бевте со нас во ова издание на Научни вести. Ви посакувам на сите убав ден. Пријатно.